Така, се враќаме повторно во студиото, минути за последниот разговор од оваа наша емисија, но секако доста интересен, верувам ќе биде и за вас како и за нас. Добар ден, во студиото им велам на двајца драги гости, професорот Стефан Симовски и неговиот ученик Никола Радоњанин од Основното училиште Лазо Трповски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ден. Имаме една многу интересна тема, шахот. Додека се подготвував за разговорот, најдов на многу интересни мудрости поврзани околу шахот, дека е гимнастика на мозокот, некои велат, а потоа дека ако инвестирате во тенис, ќе отстраните едно момче од улица, едно дете од улица, ако играте шах, 10 деца одеднаш. Интересна игра, која што верувам дека се повеќе го привлекува вниманието на младите. Професоре, ќе ми дозволите разговорот да го почнеме со вашиот ученик, бидејќи тој е еден од, да речам, најдобрите шахисти не само во училиштето, туку и во општина Карпош, нижи голем број на успеси. Меѓутоа, Никола, еве, на самиот почеток ќе ги споменеме таксативно сите твои досегашни настапи и успеси, но како почна љубовта кон шахот? Дедо ми ме научи основните шаховски правила на млада возраст. И така, на 8 години почнав професионално да се занимавам со шахот. Прв пристап ми беше во Прилеп, колку што памтам, одамна беше тоа. И така, полека ми се роди љубов кон шахот и сега сум еден од најдобрите шахисти. Браво. Шахот е борба, велат, главно со своите грешки. Има ли вистина? Тоа е една игра со 99% што велат тактика, а се останато е нели инвентивност на самата личност. Па секако, има доста теорија во шахот. Првите 15-20 потези има некој што ги пронашол од претходни партии минатите години. Некоја шема што мора да се прати? Да. Но после 20 потек понатаму, тоа е твоја игра. Ти си ги создаваш потеците. Професоре, последните од низата успеси нели на Никола се светското училишно првенство во шах од 20 до 29 март во Врњачка бања. Какви импресии еве носите од таму? Значи, правото на да учествува на светското училишно првенство во шах го стекна Никола како државен првак во шах, државен училишен првак во шах за ученици од 6 до 9 оделение, кое што се одржа во ноември во Ресен. Токму нели тој успех му даде можност да се надпреварува со учесници од целиот свет. На тоа надпреварување во Србија имаше 460 учесници од целиот свет, нели зборуваме за различни категории на возраст. Во категоријата на возраст на Никола, значи за ученици од 6 до 9 оделение, као што е кај нас, односно до 14 години на основни училишта имаше 50 учесници. Така што успехот што го постигнува секој учесник на тие првенства му носи рейтинг бодови. Затоа е многу важно да се надпреварувате на такви надпревари, затоа што секој шахист што доаѓа носи рейтинг бодови. И во принцип, да речеме, извлекувањето е играте нели на тој принцип со послаби, со појаки противници. Така што према тој рейтинг кој што го имате, така и ве рангираат. Тој на тоа надпреварување, значи независно од пласманот, со тие 3 победи освои рейтинг бодови кои што подоцна му се бројат во неговата понатамошна кариера. Так, Никола, 3 порази, 3 победи, 3 реми, 3 порази. Све со тројки некако врзано, меѓутоа значителен успех, имајќи во предвид, како што спомена професорот, 460 учесници, не е мала бројка, сигурно притисокот е голем, конкуренцијата е голема, но она што е интересно спомена и ти во однос на таа тактика еве која што се развива, бара сигурно посебна концентрација, колку се првите чекори важни. Еве ние како лаици седнуваме нели да играме една партија шах, дали можеш да препознаеш кај својот противник уште во првите чекори каква игра може да се развие понатаму? Па да. Теоријата, како што спомнав, е доста битна. Може да донесе јака партија, слаба партија, пасивна,
напаѓачка. И така може да се препознае од првите 5 подези на кој ниво е шахистот, противникот. Какви противници еве конкретно на последниот надпревар имаше? Па повеќето беа посилни од мене, но имав некои послаби играчи од мене, тие сите ги победив. Посилните од мене доаѓаат со многу повеќе искуство, со многу повеќе знаење, но стекнав некои ремија со нив, дури некои победи. И така, сум задоволен од резултатот. Но... Силна борба, непредвидлива, сигурно. Да. Велат стратегијата бара размислување, тактиката бара посматрање. Шахот не е игра што брзо завршува, особено ако има некој противник на другата страна кој што е идентичен или можеби подобар. Колку време треба за да се размисли таа стратегија? Всушност моите партии траја околу 4,5 часа. Секоја партија. Дури некои до 5 часа. За да се смисли план, обично во неизвестна позиција ти се потребни некои 10-15 минути на потек да размислиш. Јас колку што се сеќавам, највише време што сум потрошил на еден потек, пола сат. Затоа и менталната и физичка и ментална така динамика бара оваа игра. Пола час на еден потек да размислиш. Јас повеќето мои партии не станувам табла. Јас сум тотално фокусиран и пак 4,5 часа да гледаш црно-бело не е многу убаво за те, не е многу пријатно. Лесно, не е лесно, така интелектуална игра која што бара нели повеќе напор, повеќе труд, фокусираност во моментот. Да. Професоре, како ги реализирате подготовките? Спомена Никола дека е потребно време, нели? И физичка и психичка подготвеност за ваква игра. Треба ли повеќе време за да се направи некоја стратегија за настап? Значи, шахот е исклучиво мисловна игра, која што бара многу голема концентрација, многу голем напор. Значи, секоја грешка во шахот се казнува буквално, се што ќе погрешите. Така што Никола одамна игра шах, значи од мали години и воопшто дури еве јас кога сум играл со него, дури мене едноставно ме победува многу брзо, така што се работи за исклучиво квалитетен играч и Никола во таа возрастна категорија во која што е до сега има значи е прогласен за најуспешен шахист нели на општина Карпош, исто така на многу силни турнири како што е Скопје Опен и Езерска кралица има освојувано значајни места во својата возрастна категорија. Да, во својата возрастна категорија, бидејќи во шахот исто како во другите спортови има категории на возраст. Така што едноставно тактиката во шахот е многу важна, но не секогаш она што го работите, да речеме, тактички што го замислувате, не секогаш ви се реализира, бидејќи не е секогаш предвидливо што треба да направите со она што се случува на терен. Никола, треба ли за најдобри шанси за победа да се играчот да обезбеди, еве како што велат, мобилизација на сите фигури и простор за маневар? Да. Кои фигури еве се важни? Некојаш многу е интересно кога нели ќе кажете дали има ти остануваат или кои првично фигури најлесно би ги дал, освен кралицата. Ајде, јас за кралицата нема да. Сите фигури имаат значајна вредност, многу значајна вредност. Дури најнезначајната фигура, пешакот, ако стигне на 8ми ред, може да се претвори во кралица. Прецизни пресметки си правиш одма која е вредноста на која фигура за да можеш да маневрираш со неа? Да, има представки. Пешакот вреди 1 поен, коњот и ловецот 3 поена, топот 5 поени, дамата 9 поени, а кралот бесконечно. Ако го дареш кралот, губиш партијата. Готово, да. Контролата врз повеќе фигури како се обезбедува? Има специјални маневри, како што спомнавте, што се стига во сушност со теоријата што се поврзуваат во одредени позиции, како треба да ги мобилизираш фигурите, на кои полиња, со какви идеи, што да напаѓаат ова она.
Јас доста сум запознат со тоа, со теоријата. А вредноста на фигурите, еве, например, која најлесно фигура би ја дал, за да можеш, еве, да си обезбедиш некоја подобра позиција на... Обично во отварањата се жртвуваат пешаци, затоа што тие пак имаат вредност од 1 и ретко кој пешак во отварањето стига до 8 ред да стане дама. Тогаш воопшто не се вредни. Дури во некои позиции за да можеш да го извадиш, нели, па си ја вратиш кралицата, дамата, ако е изгубена, така? Да. Може во некои критични позиции дури фигура да се жртвува, као коњ или ловец, што вреди 3 поена, се жртвува за пион, што е вреден 1 поен. Тоа обично се случува во отварањата, кога противникот ги нема развиено сите фигури, за ти брзо да можеш да ги мобилизираш фигурите и да го стракнеш со напад. Така. Професоре, вело дека шахот е нешто помеѓу наука, спорт, уметност. Каде некаде би ја сврзиле ова интересна дисциплина, имајќи во предвид дека голем број на земји имаат, нели, го имаат шахот внесено во редовната образовна програма. Нешто што им помага, нели, на учениците и мисловно да се развиваат, и да се фокусираат многу повеќе, да се дружат во крајна линија многу повеќе меѓу себе. Шахот е древна игра која што датира од некаде од азиските географски простори и веќе во училиштата, дури во Македонија го има внесено, меѓутоа е во категорија на изборен предмет и ние во училиштето го имаме во 4-то оделение. Значи учениците од 4-то оделение имаат изборен предмет шах. Каков е интересот на... Така што интересот на децата е голем, бидејќи се работи за игра која што еве и ние сме учеле од нашите родители или да речеме од нашите дедовци, бидејќи имале повеќе време да седат со нас и да играат. И јас како дете сум ја научил од мојот дедо. Да, и моите синови од дедото, од нивниот дедо ја научија. Сега во денешно време имате компјутерски, значи кој што може како игра да го играте шахот. Да, сакав едно од прашањето да го прашам, ќе го прашам Никола дали победил некогаш компјутер кога играат како претпоставка. Но тоа не е исто, бидејќи да играте, нели, кај компјутерот има и некои нелогични потези кои што може да ги влезете и да бирате јачината на противникот, па да прави грешки. Денеска, како да ви речам, техниката дозволува се и се што, меѓутоа не е исто тоа кога играте против човек и кога играте против компјутер. Така што начинот на размислување, пристапот на размислување. Сега ме прашавте конкретно за каква игра се работи за исклучиво мисловна игра. Дури знаете шахот на олимпијадите има своја посебна олимпијада, тој е издвоен од другите спортови. Така посебна дисциплина е како посебна шаховската олимпијада е нешто што е посебно, или светско првенство во шах, тоа го нема ако отидете на олимписките игри, нема да имате, значи вклучително и шах. Тие се сосема посебни, значи се работи за посебна игра која што буквално го активира целиот мозок, така што и не е случајно што во многу земји се повеќе се става тоа за да го поттикнуваат размислувањето на децата. Односно на учениците за понатаму, бидејќи шахот е игра која што ги развива сите сетила на мозокот. Така, над 30 држави го имаат шахот како дел од училишната програма. Во Русија веќе 40 години наназад го користат. Колку време вас ви е потребно да се подготвите за еден надпревар и какви се подготовки, нели, треба да се направат? Сега разбирам дека еве Никола е 9-то оделенец, кога сега ќе го чекаат, нели, дополнително обврски за тоа каде ќе го продолжи своето школување и така натаму, меѓутоа нели, дополнително како млади лица сакаат и да се дружат со другари, со друштво, но колку време е потребно и каква се подготовка значи еден настап? Тоа е многу релативно, бидејќи пристапот е индивидуален. Еве, на Никола колку му е потребно вие кога се подготвувате? Така што на Никола, кој што учествува на турнир, тој речиси секој месец е со, да речеме, со ангажман, така што веќе е влезен во ритам, во темпото и е играч кој што има рейтинг. И сега работата е, бидејќи секој играч е различен, вие не може да знаете против кого ќе играте за да едноставно се подготвите. Едноставно тие веќе
меѓу себе најголем дел што се појавуваат на турнири дури и се познаваат. Така. Никола, во твоето училиште каков е интересот за шах? Имаш достојни противници? За сега не. Ама порано, во четврто одделение, ја кога дојдов во училиштево, се во трето одделение променив училиште, го популяризирав многу шахот во моето одделение. И колку се сеќам, дури и некои деца ми го надмина моето ниво на шахот. Но откако дојде короната, шахот пак малце падна и сега за сега нема некој на мој ниво во училиштето, но како што спомна наставникот во четврто одделение се развиваат нови таленти и ќе видиме до година дали ќе имам некој достоен противник. Сигурно дека интересот е поголем, иако рековме дека засега кај нас е на ниво на изборен предмет, но така многу е важно да имаат можности учениците и помладите генерации да го бираат шахот така како дисциплина која што има многу придобивки. За го спомена професорот Цимевски, ги спомена компјутерите. Сега брзиот развој на технологијата знаеме дека ни нуди можности, милион можности, па и кога се работи за шахот. Колку е тоа предизвик да се играе со компјутер, бидејќи таму има можност нели и повеќе да се вклучени повеќе лица или да си правите комбинации нели со некои деца од друга страна на светот. Па компјутерот не може да се спореди со човекот, моментално во шахот. Најсилниот компјутер колку што знам има рейтинг 3500, а најсилниот човек има рейтинг 2800. Не може да се спореди тоа. Дури најсилните велемајстори ако се спојат во екипа, нема да може да го поборат, најверојатно нема може да го ремизираат најсилниот компјутер, затоа што нивото е толку многу распоредено помеѓу тие двајца. Јас лично немам победено некој силен компјутер, са најслабите сум ги победил. Така по нивоа можеби ќе се наштелува. По нивоа, но посилни компјутери над рейтинг 2300-2500 не сум победил до сега. Велат дека повеќето шахисти се добри математичари. Како ти оди математика? Па сега за сега петка имам. Значи добар математичар си, петка не се добива лесно по математика. Но има некои споредби помеѓу шахот и математика, највише кога пресметуваш комбинации, колку, како што кажав, сите фигури имат вредност. Например, ти даваш фигура вредност 3 поени, за фигура вредност 5 поени, после ќе ти земат пионче вредно 1 поен. Таму има математика, но освен во комбинациите, математика не се сретнува нешто многу во шахот. Добро, математика и логика се директно поврзани нели со секоја умствена игра и од тука можеби не е случајно што математиката е база или основа, но чим имаш петка, тука го завршуваме нели муабетот, се знае дека нели тоа е еден предмет кој што бара посебно внимание и посебно знаење. Професоре, ги споменавте придобивките од шахот, но од одделенија колку активности имате во вашето училиште? Кои што се директно фокусирани на шахот? Правите посебни групи, помали, поголеми во однос на возраста или? Освен четвртите одделенија, значи сега во моментот нема други кои што се вклучени, но интерес има кај децата во однос на таа игра, така што тоа е важно. Се работи за игра која што на вистина бара размислување, бара концентрација, значи цело време мора да останете фокусирани и добро е тоа што значи на децата им се развива фокусот. Вие зборувавте за земјите од претпоставувам од источна Европа. Од источна Европа што го имаат шахот, исто така сакам да кажам на светското првенство во шах дека тие земји од источна Европа значи беа доминантни на светското училишно првенство во шах. Нели тоа не е случајно, затоа што нешто што го имате во образованието очигледно и понатаму се рефлектира. Значи државата треба да има некаква стратегија во однос на тоа. Што и како понатаму, значи ова беше многу добро едно многу добро видување светското училишно првенство во шах, да се види буквално до каде
да речеме земјите од овој регион, нели, докаде можат да парираат на оние земји кои што го имаат тоа имплементирано во своите училишни, во своите образовни политики. Посветеноста и поддршката секако споменавте дава резултати. Никола, кои се твоите следни планови, каде го продолжуваш образованието и секако, нели, планови за во делот на шахот? Па сега ќе се запишам во средно училиште Нова, а со шахот имам турнир сега, настам во Ниш следниот месец. После тоа ќе видиме за лето некои надпревари во Грчка за одмор, ќе си најдам некој турнир. Но главно пробувам да стигнам до рейтинга 2000-2100 до крај на оваа година. Тоа не е лесно. Јас за сега имам рейтинга 1760 нешто, но мислам со доволно работа, со доволно труд, дека можам да стигнам тој рейтинг. Так, заокружуваме, ќе имате, еве, настапи, спомена Никола, сигурно ќе продолжите да работите. Има ли уште некои од учениците кои што можеби гледате потенцијал да ги издвоите, дека можете да ги продолжат стапките на Никола, бидејќи тој го држи примат од сега најдобар и во училиштето и во општината? Најдобар во Македонија. И во Македонија. Значи да, јас знам како информација имам дека за училиштето мислев, затоа дека зборувам дека на ниво на Македонија во неговата возрастна категорија на државното првенство во шах имавме трето место е ученик од исто така од општина Карпуш од основното училиште Петар Попарсов. Така што очигледно има интерес гледајќи го нормално, гледајќи ги успесите на Никола и резултатите што ги постигнува, очигледно се развива интересот. Сега за сега тоа се многу мали деца, за да може да се каже тие се надпреваруваат во друга возрастна категорија и едноставно не можеме да ги споредуваме прво со пето одделение, значи едната категорија е, а другата категорија е од 6 до 9. Така што зборуваме за две различни категории, но очекуваме еве и во догледно време да, бидејќи Никола веќе заминува и нема да биде наш ученик, очекуваме во догледно време да имаме и други деца, така што Никола веќе ќе се надпреварува во друга возрастна категорија и му посакуваме успех и да стане репрезентативец на Македонија во шах понатаму. Така, да јас од се срце така да не представува и на шаховските олимпијади. Да. Секако од се срце јас му посакувам навистина големи успеси. Сигурно дека вие сте горди, значи и како професор и како училиште, дека го имате најдобриот шахист кој што повеќе од сигурно ќе биде примери за идните генерации и потенцијали за шахот. Ви благодарам многу. Никола, ти посакувам многу успеси. Верувам дека ќе има, нели, пред тебе животот и младоста кој што ќе ти овозможат навистина отворен пат кон успехот и верувам дека тоа ќе биде така, затоа што од самите почетоци покажуваш, нели, голем потенцијал кој што вреди да биде запаметен. Ви благодарам многу. Благодарам на поканата. Така. Почитувани, вам ви благодарам што бевте заедно со нас. Секако останете на нашата програма, бидејќи за кратко следуваат вестите. Од мене пријатен ден.